На мое огромно задоволство, почитувани фолк пријатели, а се надевам и на ваше, бидејќи Миле Кузмановски долго време со неговите хитови е присутен во нашата емисија преку нашата Мега фолк топ листа. Еве конечно дојде време Миле Кузмановски да ни е гостин за прв пат во Мега фолк. Миле, благодарам што си со нашите гледачи, што си дел од емисијата Мега фолк. Благодарам и на вас, благодарам на поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Конечно се врати македонската музика во етерот. Беа жедни нашите гледачи повторно да ги видат и слушаат македонските хитови, претежно нели оние хитови што ги пее и Миле Кузмановски. Миле, што толку започна 2017 година, веќе го трошиме и вториот месец. Кажи ми што е најново кај Миле Кузмановски? Па, лани снимив две нови песни, направени си спотови за тие песни. Ова година се уште во 17-та не сме снимиле ништо ново, затоа што и тоа е ново, нели, пред неколку само месеци е направено. Албумот излезе пред 2 години, нови 10 песни и 10 нови спота. Сигурно ќе има годинава барем 2 нови песни со 2 спота и се спремаме за концерт некаде во октомври. Здравје Господ, Метрополис Арена, да ја наполниме ако ни даде Господ. И така ќе ја финишираме 2017. Тековно, нели, нормално гостувањата, оние семени веселби, свадби и така натаму, како и сите, нели, мои колеги што работат. Така. Песна која што можеме слободно да речам дека ја обележа твојата кариера и даде еден голем чекор напред, е песната Не каниме, песна која што нема веселба, нема собир каде што не ја пееш не само ти, туку и сите твои колеги. Беше песна испеана на фестивал. Веројатно самата песна секако дека и треба да вреди за да биде слушана понатаму, меѓутоа секако дека промовирањето преку еден фестивал дава можеби еден чекор плюс за да може понатаму и да биде дел од разни компилацијски носачи на звуки така натаму. Што мислите, вие сте, можам да речам, редовно учесник на повеќето фестивали во Македонија, колку еве тоа значи за самата песна, па и за самиот пејач? Не каниме испеана 99-та година, сега сме 2014-та. 17-та, пардон, извини, да. Негде фестивалот е убав момент, но веќе мислам дека фестивалите ја изгубија она драж и пиедестал каде што треба да припаѓаат. Јас и чест и нечест многу учесник на фестивалите во последно време. Добра песна не можете да ја тапкате, да не ја давате да исплива. Ќе ја препознае народот. Публиката мора да ја препознае и она сама ја прави да сака да ја чуе уште еднаш и уште еднаш и уште еднаш. Јас имав среќа да ја испеам Не каниме, која што е и званично за независност на Република Македонија на 20 години избрана за најпесна. Така да таа песна ги собра сите титули заедно и со мене и јас со нејзе. И ми е драго дека ми се случи таква песна во кариерата. Фестивалите се оскочна даска за младите пејачи, но имам еден друг проблем. Излегувањето на фестивал како фестивал трае 3 минути, 4 минути и тука завршува се. Многу е битно после тоа да се завртат тие песни, да се видат што се испеало. Ниедна песна не може да стане хит само од едно слушање. Мора да се заврти, нели, да досади малку на народот. И така се создава и хит, и култ, и се. Миле, од досегашниот твој голем музички опус на песни кои што ги имаш испеано, навистина, слободно можам да кажам дека си присутен во скоро сите жанрови од она ново компонирана се до почетокот, нели, од оние изворни македонски песни. Тематиките се најразлични, од патриотска песна до љубовна и така натаму. Несрекна љубов, срекна љубов. Така, живот, нели? Сепак, она што и ти еве го кажа, песната треба понатаму да живее, затоа ние
и ги правиме овие емисии, затоа треба да постојат и многу други емисии. Кажи ми што би препорачал еве до сите твои колеги, до сите оние автори на музика, на текст, на аранжман. Мислам дека треба многу повеќе сите заедно да вложиме во тоа промовирање на вашите песни, бидејќи ни се случува секогаш да треба нешто, не знам што да се случи, па македонски пејач да излезе со концерт, а знам дека Миле е редовен во тие... Ги правам и некако успевам во тоа. Среќата била нели да имам публика и од 16 до и тие повозрастните. Најверојатно мојата музика го прави тоа, затоа што не е чист фолк, е малку и поп фолк и во репертуарот широк опус на песни, како што рековме, и староградско и ново компоновано, така да што би препорачал на авторите да ги прават песните малку посериозно, да им се посветат малку повеќе, да не правиме колку да направиме, него да тоа малку и потрае. Проблемот е исто кај медиумите, зашто нели една песна дозволете му на народот да сам одбере што ќе слуша. Ние ќе го пуштиме, а дали ќе го одбере или не, нели тоа е негово право. И мислам дека треба малку посериозен пристап према музиката. Иле, ти посакувам успех уште поголем од досегашниот, секако дека одговорноста и твоја е поголема со многу хитови зад себе. Па внимавам што снимам, искрен да видам, многу ми е битен текстот, да не биде било што, него да е баш приказка која што ќе ме фати прво мене што ќе ми се допадне, за да можам да ја пренесам на публиката. Јас ќе ви посакам и вас да потраете многу години, да имате успех во тоа што го правите и да ја гаите и пуштате македонската музика. Небитно дали е народна или забавна. Благодарам многу и многу успех. Почитувани фолк пријатели, останете со нас.